Децата се сидро на мајчиниот живот, рекол Софокле. Денеска во Мама Визија ја имаме хероината Стефани Христов, мајка на малиот Џулијан. Таа е млада мајка која што неколку години поминала низ тежок пат и многу болнички лавиринти за да го добие своето прво дете. Таа е овде да ни го раскаже тоа. Сидрото на Стефани е фрлено на 21 јануари, кога на свет доаѓа Џулијан. Добре дојдовте во Мама Визија. Основањето на потомство кај некои луѓе понекогаш представува долг и тежок пат. Ке слушнете дека некои, за да се реализираат како родители, поминуваат низ комплетно менување на животот, од начинот на исхрана, внесување на медикаменти, суплементи, почести контроли и одење на доктори со цел да се соберат што е можно повеќе совети, повеќе препораки, поминување низ процесот на инсеминација, потоа поминување и низ процесот на инвитро, многу пати и неуспешен, и така натаму. Се во ова за многумина може да влијае многу врз менталното здравје и знаеме дека овие појави стануваат се почести примери во нашето општество. Наспроти мене седи една успешна мајка хероина, која што поминала низ овој пат, но за среќа ни носи една успешна приказна, која што верувам дека за многумина од вас кои што поминувате низ овој пат, борбата да станете родители, ќе биде светла точка. Задоволство ми е што ќе ви ја представам во продолжение Стефани Христов, фотографка и инфлуенсерка, познато лице за многумина. Стефи, добре дојде во Мама Визија. Фала ви на поканата. Задоволство ми е што ќе раскажем оваа приказна. Честитки, пред 2 месеци се реализиравте како мајка. Честитам за приновата. Ајде за почеток, кога почувствувавте дека е време, дека сакате да се реализирате како родител? Дали тоа со вашиот сопруг, ќе го поздравиме и Гораст, дали со вашиот сопруг го договаравте или дојде спонтано? Од прилика пред некои 5,5 години, мислам дека сме 6,5 години во брак. Првите години и пол не размислувавме толку на таа тема, но веќе така пред околу 5 години никако спонтано ни дојде, дали околината, повеќето мои другарки тој период почна да забременуваат и никако не влијаеше, почнавме да размислуваме на темата и решивме дека ќе се обидеме за детенце. Меѓутоа, како што и најави, не одеше процесот така лесно. На тој период, фати и короната. Сега за тие што не знаат, ние бевме заглавени во Шпанија скоро 4 месеци. Може вака тоа убаво звучи, ама воопшто не беше така, затоа што одиш на одмор со надеж дека 10 дена требаше да останеме, меѓутоа остануваш скоро 4 месеци, тоа е веќе живење, ти се потребни непланирани финанси и таму беше многу строга ситуацијата. Буквално ни пиша опомена зашто се движиме двајцата заедно, а не на дистанца, без разлика што заедно сме дома. И исто така, проблем беше буквално да се закаже термин за, не разбира англиски до степен што сакаш болница да закажеш за тест за ковид и не можевме да се разбереме, така што воопшто тој период тоа не беше некој како сетбек што не можевме да одлучивме дека не е право време да пробуваме таму, да не зборам немаш ни здравствено ништо во странска земја. И така да речеме тој период само што почнавме да пробуваме, го ставивме малку тоа на стендбај. Дополнително се влија и стресот. Стресот е многу голем фактор во целава ситуација. Потоа кога се вративме беше уште малку нека помине време да видиме до кога ќе трае ова.
И после тоа дојдоа вакцини, па исто така докторите препорачуваат 3 до 6 месеци да не се забременува. Значи поминува 3 месеци па доаѓа втора доза, значи јас лично се вакцинирав тогаш и така кога ќе земеш поминало година и пол. Да, времето си тече, чека ова, чека она и после откако ќе го собереме тоа сваќаме дека поминало година дена. Да. И значи нема право време за деца. Значи ете затоа што на пример Горес е 5 години помлад од мене. Мојата замисла беше дека моментот кога ние ќе одлучиме дека сакаме деца, тоа ќе биде така многу брзо ќе се случи. Меѓутоа еве воопшто не беше така. Значи после таа година и пол одлучивме дека е време да провериме дали има некаков проблем. Бевме да се испитаме и се утврди проблем, значи бевме на 4 различни места, 4 различни мислења, од кои само еден доктор кој што е веќе во пензија ни рече да си се обидуваме природно, а сите други ни кажаа дека нашиот случај е толку сериозен што дури не треба да ги скокнеме тој процес на инсеминации, кој што значи прво се прават 3 инсеминации, па потоа одиш на инвитро, дека нас не потпиша директно одите на инвитро, нема да има никаков резултат ако пробувате со инсеминација. Да не си го губите времето. Баш така, со други да. зборови, ве советуваат лекарите. Така. И ние почнавме да собираме документација, тоа е процес, значи се прават многу испитувања. А во тој период јас бев во работа од нас, па нели на работа не сакаш да најавиш за нешто што не си ни сигурен кога ќе се случи, така да не си слободен секој ден да излегуваш да ги правиш тие испитувања и така се пролонгира, повторно се поминува време, поминуваат неколку месеци, ние конечно ги собираме документите и аплицираме во фонд. Ова е баш памтам ден петок и крај на ноември месец, за тоа да не го пролонгираме уште повеќе процесот. И готово завршивме, мислиме, добро е, сега можам да се опуштам. И јас си мислам дека ми доаѓа циклус и така си терам 3-4 дена. После, значи на четвртиот ден веќе се случува обилно крварење, сите сме гледале филмови како изгледа тоа. No. И јас завршувам во болница на ургентно, затоа што прво прашање им беше која недела си. Јас им викам, луѓе, јас не сум бремена. Значи, ние имаме проблем и јас аплицирав за инвитро треба да правим. Ме гледаат на ехо и повторно не увидуваат нешто. Меѓутоа докторката вика, јас сум убедена дека е тоа. Оди во лабораторија да се испиташ преку крв. Тоа е најдобар најсигурен показател, да. И јас влегувам, нели ми земаат крв, чекам околу 2 часа и по 2 часа излегува лаборантот и ми вика можеш да влезеш кај докторката, готови ти се резултатите. И па девојче, не ти честитам пошто бремена си, ама имаш спонтан. И мене тука ми се случува шок буквално, иако сметам дека значи подоцна кога знаеш дека нели се надеваш на тоа дека си бремен, сигурно многу е потешко да изгубиш после подолго време отколку кога не знаеш. Да, значи ова беше буквално во една реченица, тоа е тоа. Но сигурно не е пријатно да се слушне. Апсолутно не беше пријатно, да, начинот на кој што беше соопштено. И мене ме примаат нели во болница, кератажа, повторно и тука се, значи после кератажата проаѓаат неколку месеци додека смееш повторно да се обидуваш. И така, значи, буквално веќе поминуваат години како ние се обидуваме. Но сепак со ова, прости Стефи што ќе те прекинам, но сепак со ова лоша вест, всушност вие дознавате дека и не биле тие белите мантили дел од нив кои што ви велеле дека не можете природно, не биле во право, се испоставило дека тука не се во право. Точно. И тоа ни дава нели нормално надеж некоја дека можеби ќе биде и спонтано ќе се случи. Меѓутоа продолжуваме и повторно нели од некое време се обидуваме, гледаме дека повторно ништо не се случува и одлучуваме дека сепак ќе пробаме со инвитро процедура. А ако меѓувремено има некаква промена, дај Боже, меѓутоа да не го губиме повторно нели времето. Собираме повторно документација, одиме, правиме инвитро и инвитрото се покажува неуспешно. И можам да кажам дека реално тогаш, затоа што имав многу поголеми очекувања, дури проверувавме дали имаме предиспозиции за близнаци, значи тука веќе си некако многу, мислам тој период дека највеќе сакавме да добиеме дете. Е тогаш мислам дека разочарувањето беше доста поголемо. Меѓутоа, нели, тоа е тоа. Пред да преминеме во целата приказна, да не ја раскажеме во првите 5 минути,
Како се чувствуваше ментално низ сиве овие денови, низ сиве овие процеси? Како го преброди моментот на соопштување дека си имала спонтана, не си ни знаела дека си била неколку недели бремена? Како го помина моментот на неуспешно инвитро? Може ли и како го помина лично ти, но и сопругот? За спонтаниот се испостави дека било подобра опција тоа што се случило, бидејќи била во матерична бременост и можело понатаму да настанат компликации. Мислам дека тоа беше тој фактор кој што ме смири и ме утеши дека така требало да биде. Додека за инвитрото ми беше навистина тешко, потоа мислам и самото инвитро е процес кој што нели сите тие инекции, хормони кои што ги примаш, значи ти прават некој дисбаланс, повеќе нервоза и такви работи. Тоа мислам дека најубаво Горас да каже како му било во тие моменти со мене. Меѓутоа, да, ми влијаеше негативно и после тоа ми требаше ментално некое време да се стабилизирам, за да се решам повторно на некој таков чекор. Што ти помогна да се стабилизираш? Што ми помогна? Па, не знам, баш вајда времето лечи се, така да. Дали твојата професија, ти си фотограф, дали можеби излезе почесто да фотографираш природа, нешто, дали можеби на тој начин си филтрираше тој гнев, нервоза, тага, тие негативни емоции? Баш така, мислам дека точно каже, се фрлив на работа максимално и да, тоа ми беше многу голема помош, а исто така нели многу е битно во такви моменти поддршка од партнерот. Значи Горас не правеше никаков притисок, заедно го поминавме тоа и нормално дека и него му било тешко, меѓутоа си се надополнувавме. Значи во период кога јас ќе паднев малку психички, тој беше тука за мене и обратно. И така го пребродивме тој процес. И потоа одлучивме дека повторно ќе собираме документација и повторно ќе одиме на нели да пробуваме уште еднашка за инвитро. Иако веќе некако почнавме да губиме надеж дека воопшто. Значи дури разговаравме за други опции, меѓутоа рековме дека во случај да нели не успее, дека во ред тоа е, животот продолжува, едноставно така требало да биде. И тука се случи исто уште една немила случка. Почина моја другарка, една од најдобрите другарки. Тоа беше многу нешто што многу ми влијаеше ментално, дополнително затоа што сведоци на случката беа сопругот со 5-месечното бебе во количка. Буквално ја чека од спроти на пешачки и тоа многу ментално ме погоди. Значи почнав да размислувам до степен, па дали јас сакам на овој свет да донесам дете, да живеам во вакво општество, во вакво што се случува, меѓутоа нели не треба да се дозволуваме да ни влијаат толку тие работи, односно еве работиш на себе и продолжуваме понатаму. Така што после некое време, пак ќе кажам, почнавме повторно со документација, меѓутоа дојде. Ова се случува кој период само? Ова се случува некаде лани летото. Така. Почетокот уствари на летото и веќе доаѓа период на одмори, ние одлучуваме ајде, мислам се пробуваме нели за спонтано да добиеме дете, меѓутоа малку ќе паузираме со сите тие документации и нели испитувања и отидовме на одмор да се опуштиме нели психички. И тука се случува уствари присвртот, кога јас забременувам. Да, и значи се враќаме од одмор, мене почнуваат да ми се појават некои симптоми, но после толку време јас пак не помислувам воопшто дека сум бремена. Да. И Горас ми вика, оди направи тест, купи тест, дај да направи го. И буквално он ми купи тест и викам не, денеска, утре са бајле ќе го направам. И јас са бајлето си правам кафе и ми текнува чека, јас требаше тест да направам, значи воопшто без никакви без притисок, без план. Така да. И правам тести, нели излегува позитивен. Уште сум во шок, му кажувам, викам, купиш еден тест. Не сум сигурна. Не веруваш просто. Не верувам, да. Купувам уште еден тест и тоа е позитивен. Значи саувам на гинеколог, закажувам и после прегледот повторно или ми потврдуваат дека сум бремена.
Малку се радувам, меѓутоа уште постои нели некој страв во мене и не сум комплетно опуштена. Како што им кажуваме на нашите сите плачат, јас чудам зошто јас немам такви емоции да извадам од мене. Како тој реагираше? Уште првиот момент тој веруваше од старт? Веруваше од на старт. двете црвки? Да, веруваше, но нели пак му беше некако со резерва и ми вика и што ќе правиме сега. Викам па. Тоа е многу важно прашање. Да, викам па што ме позитивен? Ништо, викам, се надевам се ќе биде уред, па ќе видиме. Да, и всушност јас лично го прифатив моментот и се израдував некаде во 11-тата недела кога направив тест за генетски предиспозиции, кога ми се јавија со резултатите дека се е во ред и ми го кажа полот. Тогаш спуштив и почнав да плачам и беше тоа, нели, солзи радосници и тогаш се израдував и испроцесирав што ми се случува. И почнав нели веќе поинаку баш да се чувствувам дека јас сум трудна и дека ќе станеш мајка. Да, во хармонија да станувам со моето тело, да ги прифаќам сите промени кои што се случуваат и така. Какво е чувството кога дознаваш дека за неколку месеци стануваш мајка? Супер, мислам, многу убаво. Нели пак ја кажам, свесен се дека ќе се промени максимално животот. Има некоја доза на страв поради тоа што нели со претходните искуства си викаш чекај да видиме можеби нели во текот на целата бременост постои некој ризик да нема некакви промени, меѓутоа секогаш се надеваш нели на најдоброто. И навистина е убаво чувството, меѓутоа додека не го добив Џулијан, додека не го видов, не можеш да разбереш колку е таа љубов и колку навистина ти се променува животот. Меѓутоа да, е голема среќа и голема промена ти прави, едно мало суштество ти прави голема промена. Овде ми се наметнува прашањето и морам лично да те прашам тоа што од одредени лекари сте добиле невистинит одговор на некој начин, ви направиле на некој начин да не верувате во себе си. Дали тоа ви поколеба вербата кон лекарите? Дали сега по-детално проверувате? Дали одите по препораки? На кој начин одите сега кај на доктор? Па искрено, да, во тој момент малку, нели, затоа кажувам дека отидовме на повеќе различни мислења. Да, затоа што и мислам дека нели кога си здрав или кога лекар ќе ти каже дека немаш некакви здравствени проблеми, полесно е веднаш да прифатиш и нема потреба да одам на второ мислење. А ова беше нешто што двајцата не сакавме да го прифатиме дека е така и затоа баравме нели повеќе мислења. Да, имаше моменти кога малку имав несигурност, меѓутоа тоа се смени, баш еве сега кога одиме на прегледи, не верувам на докторите. Тоа нели можеби на крајот од денот и за второто забременување, односно кога го добивме Џулијан, можеби влијаели самите хормони од инвитрото. Тоа никогаш нема да можам да го знам. Точно. Што точно било причината, а нели како што кажавме во големи случаи кај многу парови и едноставно стресот влијае целиот тој живот кој што го живееме, темпото на животот, така што можеби едноставно тоа што се опуштивме допринесе, меѓутоа не можам да кажам дека сум изгубила довербата во. Да, не ми беше целта, тоа не сакав такви, не ми беше тоа поентата ми беше дека можеби тоа одење и консултација со повеќе лекари помага за да си ја оформиме да си оформиме сликата, мислата за нас и воедно генерално секој доктор го вели ова со стресот. Тоа е кај секој гинеколог, секој гинеколог ќе го даде тој совет дека стресот е најголемиот фактор за тоа како влијае врз начинот на забременување, посебно нели за природниот, па и за инвитро оплодувањето, за се влијае тој стрес. Сега како помина бременоста? Какви беа тие 9 месеци бременост? Дали беа лесни, тешки, со што се соочи? Јас имав лично доста лесна бременост. Немав ни некои гаѓања на почетокот мачни дни, но баш лесно поминав. Имаше периоди кога буквално заборавав дека сум бремена. Значи, сосема лесно. Што извам од некои такви промени, единствено нешто што се уште ми е останато, ми се згади нескафе.
Аха, Да. Престанав да Мгм. консумирам. Значи јас сум многу голем љубител на кафе, меѓутоа тоа е единствено за тоа кажам пошто сум многу голем љубител на кафе, тоа беше многу за мене голема промена. И веќе и сега веќе Не можам да консумирам. Мирисот буквално ми пречи. Тоа е нешто што ми се случи. Некакви посебни барања, не знам, имав повеќе сакав благо да јадам. И имав на 2-3 пати кога го праќав горас навечер во 12 да ми најде палачинки од некаде. Тоа е страх на Да. трудница што никој не го разбира. Точно, да. Меѓутоа бе доста лесно, мислам, поминавме. Хормони се трудев да не му се истурам, меѓутоа нели во некој случај горас беше така, трпеше малку моите како да кажам тантруми. Така Да. Така. Да. Меѓутоа да, имав лесна бременост. А во суштина, дали се придружуваше на оние препораки да се пешачи, препораки за полесно поминување што ги добиваат нели од лекарите, од можеби пријателки, трудници кои што ти давале совети? Да, првично мислев дека ќе биде потребно да мирувам нели со целата ситуација, затоа што останав време на 35-та на 36 го родив Џулијан. Меѓутоа си продолжив нормално, така ме советуваше гинекологот да не правам некои нагли промени во животот, нормално да пазам, имаше некои рестрикции во поглед на исхрана, и нели да не се да одам со лифт, да речеме, да не одам пешки по скали. Меѓутоа немаше некои големи драстични промени и баш така си продолжив со нормален живот. Ги почитував тоа што ми кажа, меѓутоа пак ја кажам не беа некои драстични промени. Да. Колку се советуваше со ете, велиш дека имаш пријателки кои што веќе имаат дечиња, бараше совети од нив, тие што го поминале тоа? Да, барав. И исто голема предност е нели за отпосле што моите другарки ми ја препорачаа докторката како што се породив. Исто така ми дава совети, нели баш така нешто ќе осетиш некоја промена и се прашуваш дали и тебе ти беше вака, и навистина е добро кога ќе слушнеш мислења и од други. А и за сега веќе нели нивните дечиња се малку поголеми, па можам исто така да ги прашувам за совети, така да мислам дека е супер, а и дополнително многу од другарките, значи јас не сум тип на човек кој што сакаше све ново да купува, па делот нели реквизитите кои што ги користиме за Џулијан ги земав од другарките. Да, ги поземиле, па ти ги поземиш на следен некој, тоа е многу убаво кога таа малку искористена облека или опрема ќе ја носи некое друго бебенце. Колку овие 2 месеци ви се промени животот дома, како ви изгледа домот сега со Џулијан? Домот ни е комплетно различен. Буквално само што ќе отвориш врата се гледа дека има бебе. Значи има нели играчки, реквизити. И мириса на бебе. Да, и мирисот точно на бебе. Ни се промени животот. Мислам дека колку и да мислиш дека си спремен за дете, моментот кога ќе се роди е поинакво, и исто така мислам дека додека не родиш дете, односно не добиеш дете, да не ги запоставаме татковците, не можеш да разбереш таа љубов. Значи, како што претходно ми зборувале, ќе видиш како е, и навистина така беше, не можев да разберам како е, колку буквално тоа дека ти се менува животот максимално, дека едно мало човече е центарот на твоето внимание и дека целиот живот ти се врти околу него. Морам да забележам дека одлично изгледаш за мајка која што се породила пред 2 месеци. Варираше во килажата, имаше некои драстични промени во таа? Па се поправив, меѓутоа не беше некоја драстична промена. Накачив колку што е нормално, да речеме некоја нормална килажа. И сега се трудам да ја вратам, меѓутоа полека ќе си биде процес. Прво чекав нели одобрение од самиот доктор, дали смеам да вежбам, дали смеам да бидам активна. И веќе гледам да работам и на себе колку што ми дозволува времето, пошто пак ја кажам, се ориентирам према Џулијан. Колку е захтевен не е зборот, туку колку е бебе кое што има посебни потреби, дали е палаво, плачливо бебе, какво бебе или е мирно од тие што си оставаш и си спие? Во принцип е темпераментен. Сакам да кажам вака, значи она мирно дете, меѓутоа има некои чудни патерни на спиење, значи може да спие
7 часа со некој ето будење само буквално во спиење да му дадете шишенца да цуца, инаку или е буден многу сати и нема да речеме некој баланс. Од тој аспект е нели малку исто така додека е буден значи многу активен, постојано треба сака да го анимираш, меѓутоа да има моменти кога можеш да го оставиш малку сам да си се анимира со некои играчки што му се нели во креветчето. Е мирно дете, но имаше да речеме доста грчеви во такви периоди, нели сите знаеме, кога има скок на раст и такви работи е проблематичен, но сето тоа е нормално и се адаптираш. Нормални фази. Името е многу специфично, просто и да не сум слушнала овде на нашаво поднебие некој да се вика Џулијан. Како го доби Џулијан своето име? Да, тоа е интересна приказна. Пред да го дознаеме полот, имавме само женски имиња. Значи имавме баш на голема листа на женски имиња и ниедно машко име. Тоа значи дека посакувавте девојче? На некој начин подсвесно? Па можеби да, не знам зошто јас така мислев дека ќе биде девојче. Значи подсвесно и заради тоа веројатно сме барале женски имиња, Гора сакаше повеќе девојче, јас сакав повеќе машко. И ете на некој начин мене ми се исполни желбата. И откако го дознавме полот, почнавме нели да размислуваме за имиња. Имавме некоја листа, меѓутоа го немаше Џулијан на таа листа, него имаше неколку 5 имиња кои што некако беше овак нека биде во втор план. Ќе дојде само името, така си викавме. И една вечер седавме на тераса и Горас го каже името, не знам од каде му дојде, веројатно го прочита некаде, затоа што бевме малку обседнати со имиња, да. И мене ми се врати дека неколку вечери пред тоа сонував непознат човек кој што упорно ми вика, јас во сонот мислев дека ме вика Џулија. И буквално му викам, ама јас не се викам така. И он ми вика Џули и покажува некако потоа кога ќе процесирам како на кај стомакот. И од после кога Горас го каже името, јас се сецнав и некако беше ми вика што ти е, викам имав сон кој што тоа е името, тоа е дефинитивно тоа е името. И остана името. Во принцип, ова што го кажав, јас не сум човек кој што верува во вакви работи, обично верувам во наука и ми беше многу чудно што се случи ова, меѓутоа стварно беше некој знак, и на двајцата на крајот од денот ни се допадна името, баш тоа што е ретко за нашите простори и остана. Како што го кажавме, остана тоа и ето, и верувам дека Џулијан гордо ќе го носи ова специфично име и ќе биде посебен самиот по себе. На самиот крај од овој разговор би сакала да ве прашам клучно прашање, дали веќе имате некаква визија? Џулијан ќе расте со двајца уметници дома. Колку вашата визија е тој да стане уметник? Имате ли некаква замисла? Сега е уште рано, но ете како мајка, ние жените сакаме да си правиме филмови на некој начин за децата. Дали можеби имате веќе некаква визија што би сакале да биде вашето дете? Би сакала да биде уметник на мајка ми, на татко му, дефинитивно. Нели сепак ќе оставиме тој да одлучи, меѓутоа се надевам дека нели поред двајца уметници ќе има предиспозиции за уметност. Нема да навлегувам конкретно што ќе го влече, татко му е нели скулптор. Дали ќе биде вешт со раце или јас сум графички дизајнер и фотограф, дали можеби ќе го влечат повеќе дигитални уметности. Ќе оставиме на него, меѓутоа се надевам дека ќе има уметничка жичка и дека ќе биде некаков тип на уметник. Стефани Христов, благодарам што бевте дел од Мама Визија, ми беше задоволство. На моменти на ти, на моменти на вие, драга пријателка ми, нема тоа да го сокријам, нема да замарат гледачите, ми беше навистина задоволство што имавме можност и прилика во живо да ја раскажеме приказната, да допре до повеќе срца и да инспирираме многу не само жени, не само идни мајки, идни родители, дека чуда се случуваат. Благодарам. Ви благодарам и јас уште еднаш за поканата и се надевам дека ќе ги инспирирам некои од идните мајки да не губат надеж, се случуваат работите кога најмалку очекувате. Така, почитувани, ви благодарам што гледавте уште една Мама Визија.